Независниот синдикат на полицијата повеќе нема трпение и е решен да се бори со сите средства против се појасниот хаос кој се случува во МВР. Ништо нема да не спречи да го искористиме најдемократскиот начин за изразување и прикажување на се она што е нефункционално во самото министерство. Свесни сме дека нашите реакции и пресови се болка, поради која немирно спиете и веднаш после истите лично барате средби со нас, кои за жал остануваат вечна тајна која сме должни да ја откриеме. Со еден збор доста е. Почитувани, во недостиг на институционална соработка со Министерството, Независниот синдикат на полицијата е приморан на ваков начин да ги изложи состојбите во кои се наоѓа синдикатот на полицијата. Е приморан на ваков начин имено да почнеме од она што представува прва ударна бригада во државата, како од безбедностен аспект, така и од аспект на угледот на државата, граничната полиција. На раб на екзистенција, комплетно изолирана, без никаква комуникација со други служби, без струја и вода, со позајмени униформи, кој како се снашол, чешки панталони, словачки дотрајани чизми, полски блузи, кои откако ги презентираме, ги скривте. За личното вооружување постаро од 50 години и да не зборуваме. Што ќе ни се современи возила кога немаме тендер за сервисирање на истите? Да не споменуваме дека месеците јануари и февруари за истите немаше ниту гориво и против колегите кои јавно се дрзнаа да го обелоденат овој проблем, го употребивте најефикасното оружје на вашите претходници до вчера и за вас контраверзното упатство за социјални мрежи. Бидејќи поминаа скоро 2 години од вашиот мандат, можеме да заклучиме дека и вие продолжувате како и во изминатиот период од 15 години постоење на граничната полиција, која за жал е преспан. Само едно прашуваме: кога ќе се разбудиме? Да бидеме разбрани, што ќе ни се каиши ако немаме соодветни панталони за граничната полиција? Едно од клучните прашања кои Независниот синдикат на полицијата го засегаат, а вие, господине министер, упорно го игнорирате од причини познати само за вас, е репрезентативноста согласно известувањето од месец јуни 2018 година, кое ви го има доставено Независниот синдикат на полицијата. НСП ве извести дека постигна репрезентативност по сила на закон. Врз основа на одредбите од Законот за работни односи е веќе репрезентативен синдикат. И не интересира одговорот од вас. Веднаш и неодложно јавно го очекуваме. Во прилог на медиумите ќе им доставиме одговор под архивски број 082411/1 од секторот за политики од областа на трудовото право и политики за вработување при Министерството за труд и социјална политика, во кое јасно се гледа како и на кој начин согласно закон еден синдикат добива репрезентативност на ниво на работодавач. Истото ќе ви биде доставено и вас, бидејќи премногу очигледно е дека одредени структури од вашиот кабинет ви пласираат лаги и невистини, а сето тоа на ваша штета.
со оглед на фактот дека НСП го губи трпението за непревземање и непостапување по дадените инструкции. Ке побараме одговори доколку треба и правни разврски како од Државниот инспекторат за труд, а воедно и од Народниот правобранител. Господине министер, за погоре наведеното сме спремни и писмено ќе го известиме високиот представник на Европската Унија и Советот на Европа, кој го изготвува мислењето за отпочнување на преговорите за влез во Европската Унија со цел на истите да им укажеме дека во Министерството за внатрешни работи не се почитуваат ниту основните работни права на вработените, односно ќе предочиме фактот дека вие како Министерство, не почитувајќи ги законските прописи, попречувате синдикално организирање стекнато по сила на закон. Господине министер, ние веќе од вас не бараме писмени известувања и одговори. Бараме веднаш да постапите по закон и јавно да не известите дека не приклучувате во креирањето на новиот колективен договор за вработените во Министерството за внатрешни работи. Секоја постапка надвор од ова за нас е уште еден предизвик да докажеме дека правото и правдата пред судските органи се докажува и ние сме тие